Така е, добро вечер. 11 спортисти денеска подпишаа договори во Македонскиот олимписки комитет за стипендирање. Тоа се борачите Јасин Реджалари, Дејан Митров и Бобан Данов, потоа пливачите Марко Блажевски и Анастасија Богдановски, кои ќе добиваат стипендија по $800, додека стрелачките Ана Ивановска и Нина Балабан, потоа атлетичарите Риста Пандев и Валбона Селими, како и джудистката Катерина Николовска и велосипедистот Јован Јовановски ќе бидат стипендирани со $666 месечно. Во овие вести на Канал 5 со нас наш соговорник е директорот на Македонскиот олимписки комитет, господинот Владимир Богоевски. Господине Богоевски, на минатата Олимпијада во Лондон 2012 година Македонија учествуваше со 4 спортисти кои нема остварено А норми или Б норми, туку беа пратени со wild карти. Дали овие 11 стипендии ќе придонесат за подобрување на резултатите на македонските спортисти и евентуално да очекуваме во Рио 2016 македонски спортисти со остварени норми? Пред се морам да кажем дека стварно нас ни е жал што Македонија во последно време оди со wild карти, затоа што никој нити во зимскиот нити во летните спортови не може да ја избори она А норма. Меѓутоа Македонскиот олимписки комитет прави се да ги подобри условите на нашите спортисти за овие големи спортски такмичења. Ние направивме се во нормално со договор со спортските национални федерации и на нивни предлог да овие 11 им се одобра да им се овозможат подобри услови со цел да на олимписките квалификации изборат норма и бидат учесници на следната Олимпијада во Рио 2016. Нивните резултати, како што истакнавте на денешната пресконференција, ќе бидат следени во текот на наредниот период. Дали е возможно тие, ако не ги задоволат резултати, да ги загуба стипендиите? Во секој случај, и тоа морам да кажам затоа што ми како носители на 4 спортисти на минатата Олимпијада, можеби не ни следува повеќе од 4 до 5 олимписки стипендии, меѓутоа канцеларијата на Македонскиот олимписки комитет направи се да овој број стане многу поголем, да имаме една цифра од околу $8.000 месечно, тоа е голема цифра за нашите спортисти, или $96.000 годишно. И морам да кажем дека таква сума немаат нити Бугарија, нити Хрватска добиено. Меѓутоа реков, за благодарение на канцеларијата на МОК, овие средства ќе бидат пребацувани на сметката на спортистите, но секогаш наменски. Што значи тоа? Дека спортистите можеби овие пари нема никогаш ни да ги видат. Значи ние мораме да имаме план и програм, поднесен од неговиот тренер, поддржан од нивната спортска федерација, и на основа на тоа ние можеме да ги праќаме спортистите дали на припреми или на некое надпрегнување каде што ќе се обезбеди таа олимписка норма. Македонија, како што напоменавте на почетокот, во последниот период доста учествува со спортисти кои немаат обезбедена норма, односно со wild карти. Што треба да се промени во работата со македонските спортисти пред се во индивидуалниот спорт? Па видите, тоа е малце покомплексно прашање и тоа не е конкретно за Македонскиот олимписки комитет, тоа е сепак прашање за националните спортски федерации, бидејќи секоја федерација ги спрема спортистите и кога на едно ниво ќе се подигнат тие спортисти, тогаш ги превзема Олимпискиот комитет, не само во Македонија, него во сите земји, и тек тогаш почнува грижата или нивната надоградба за постигнување на повисоки спортски врвни резултати кои ќе ги однесе на Олимписките игри. За крај уште едно прашање. Македонија до сега никогаш немала репрезентација на Олимписките игри. Дали верувате дека ракометната репрезентација е единствената која има шанса да направи такво нешто на идното светско првенство во Катар? Дали МОК ќе ја поддржи македонската ракометна репрезентација? Ние Македонската ракометна федерација во секој случај дека ќе ја поддржиме, веќе имаме и некои конкретни договори со нив. Меѓутоа не треба да забораваме дека и за минатата Олимпијада ми имавме 3 селекции на кои и доста обрнавме внимание и доста ги финансиравме, да беа кошакарите и ветрополистите, меѓутоа никој не успеа. Да се надеваме дека некоја од овие репрезентации можеби ќе учествува, тоа е сега во овој момент рековте вие ракометната федерација со нивната селекција. Меѓутоа рековме дека денеска подпишуваме стипендии само во индивидуални спортови. Значи во случај да нашата ракометна федерација обезбеди учество на Олимпијада, тогаш секако дека Македонскиот олимписки комитет ќе обезбеди посебни средства за нивни припреми и за нивно учество на Олимпијадата во Рио. Господине Богоевски, ви благодарам за учеството во вестите на Канал 5.